каква штета ќе барате, рековте внатре дека се приклучувате и на кривичниот прогон? Тоа е сега најмалку битно. Не сме тука за материјалната штета, тука сме за штетата која ми е нанесена мене, на моето семејство, на мојата политичка партија во овој полициско-политички монтиран процес за кој впрочем се изјасни целиот демократски свет, почнувајќи од State Departmentот до невладините организации како што се Human Rights Watch, Amnesty International. Така да денес да зборуваат за невиноста, за непочинетото кривично дело, јас се надевам дека судот во една праведна, правична постапка ќе го докаже спротивното. Веројатно слушнавте, рече адвокатот дека имало и отпор пружање при приведувањето. Тоа ќе бидеме сведоци на она што ќе биде прикажано, документирано во судницата. Вие бевте сведоци какво тоа беше брутално малтретирање и повторно доведување по втор пат, како во некој режиран филм, затоа што некоја камера од некоја македонска телевизија тоа не го снимила во првото мое апсење. Тоа е бруталитет пар екселанс за кој сигурно ќе одговараат и мора да одговараат. Јас се надевам дека судот ќе ја води во тој правец постапката транспарентна и праведна.